Премиерот Никола Груевски и владени министри изминатиот период се сретнаа со огромен број на граѓани на терен, ветувањата дадени пред нив експресно се исполнуваат. Едно од нив беше мерката државата да ги плаќа придонесите за замените на жените кои се на породилно отсуство. Само неколку дена подоцна, министерот за труд и социјална политика Диме Спасов ја официјализира оваа мерка. Овој проект предвидува поголема сигурност за работодавачите, жените на породилно отсуство и за нивните замени. Во ова интервју министерот Спасов детално образложува за каква мерка станува збор. Онака како што вети премиерот, пред само неколку дена веќе интервениравме со измени на неколку закони, односно на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, на Законот за вработување, на Законот за здравствено осигурување, со кои што овозможуваме на системска мерка која што ќе се применува откако ќе бидат изгласани овие закони во собранието, мерка која што треба значително да влијае на намалување на мобингот врз бремените жени, на злоупотребите на жените кои што одат на породилно отсуство, мерка која што ќе ги стимулира приватните компании да вработуваат жени. Со оглед на искуството во минатото и тешко докажливите случаи на злоупотреби, се одлучивме за една стимулативна мерка за приватниот сектор. Тоа е целосно ослободување од плаќање на социјални придонеси во период додека трае породилното отсуство на секоја работничка, доколку сака работодавачот, приватната компанија да ангажира лице кое што ќе ја заменува додека трае породилното отсуство. Ослободувањето изнесува 27% од просечната бруто плата во период додека трае породилното отсуство, со врска за компанијата, за работодавачот, потоа да ја врати работничката која што го искористила породилното отсуство на работа. Доколку не ја врати работничката, се предвидуваат низа заштитни механизми и поголеми казни, дупло поголема казна отколку што било ослободувањето од плаќање на социјални придонеси за работодавачот. Исто така се предвидува и механизам за оваа мерка да може да ја користат само оние компании кои што не должат плати на своите вработени, не должат социјални придонеси, не должат даноци повеќе од 2 месеци, со цел да ја искористат само успешните кои што си ги почитуваат законите, си ги плаќаат давачките на времено, а пред се ги плаќаат платите и придонесите према работниците. Со оваа мерка, како што кажав, очекуваме да се зголеми бројот на жени, особено на млади жени кои што ќе бидат вработени во наредниот период во приватниот сектор, да се стимулираат работодавачите да не ги злоупотребуваат, да не вршат мобинг врз нив. Една стимулативна мерка која што исто така ќе влијае и на отворање на нови работни места во нашата држава, мерка која што е надградба на проектот Македонија вработува, кој што од месец во месец вродува со големи, огромни, би рекол, резултати. Оваа мерка е надградба на проектот Македонија вработува, кој од месец за месец вродува со огромни резултати. Големиот владин проект ги надмина и првичните очекувања. Резултатите се подобри од очекуваното. Проектот Македонија вработува се реализира точно 4 месеци и вродува со значителни, со големи резултати. Над 5000 отворени работни места преку само овој проект во Република Македонија значат многу. Значат голема поддршка за над 5000 семејства кои што добили изминативе 4 месеци по уште еден вработен во своето семејство, кој што може да работи, да остварува плата и да ги задоволува своите животни потреби, а и овие 5000 семејства и веќе имаат и поквалитетен живот, а со зголемувањето пак на платите во наредниот период ќе имаат уште поквалитетен живот. Секако очекуваме и понатаму, бидејќи со почетокот на септември месец собствениците на приватните компании, менаџерите се враќаат од летните одмори, годишните одмори завршуваат, очекуваме да се зголемува понатаму бројот на ново отворени работни места. Позитивно е да се истакне што има успех во сите групи од проектот Македонија вработува. Најголем успех бележиме кај младите до 29 години и кај оние до 35 години, меѓутоа исто така има и значителен успех и кај оние од 35 до 50 години или пак во бројки околу 1000
1400 има вработено млади до 29 години, 1800 има вработено до 35 години. Исто така од 35 до 50 има 289 вработени и така натаму. Очекувам овој проект да продолжи да дава резултати. Го искористија досега 3337 приватни компании, што е исто така голема бројка. Некои се обидуваат да критикуваат дека нема поддршка за македонските компании, токму овој проект е огромна поддршка за приватните компании. Разговараме со голем број на сопственици на компании кои што имаат навистина значителна заштеда за да отворат ново работно место. Ако ја земеме просечната плата како параметар на пресметка колкави се заштедите, отприлика околу 10.000 денари месечно се заштедува за секое ново отворено работно место или пак околу 2.000 евра на годишно ниво. Ако се земе во предвид дека ослободувањето од плаќање на придонеси трае од 3 до 5 години, па и повеќе во зонија највозрастните над 58 години, ослободувањето може да се движи од 6 па до 10.000 евра за секој отворено работно место. Тоа е големо ослободување и голема помош токму за приватниот сектор и токму поради тоа овој проект дава резултати, им помага на компаниите да го прошират својот делокруг на работа, да отворат нови работни места, да тие работни места да влијаат на понатамошен развој на компаниите, развојот на компаниите понатаму да влијае и на развојот на македонската економија, а со тоа и да се влијае на континуирано создавање на нови работни места. Позитивно е да се истакне и дека голем број од вработените се млади луѓе. Проектите даваат резултати, верувам дека и понатаму ќе продолжат значително да влијаат на намалување на невработеноста во Република Македонија, која што е сега на историско најниско ниво, заклучно со податоците од првиот квартал од оваа година. Очекуваме Државниот завод за статистика ќе објави податоците за вториот квартал некаде кон средината на септември месец и очекуваме повторно да продолжи падот на невработеноста во нашата држава уште поинтензивно во наредните месеци. Овој проект не е само бројка на нововработени. Владата вложува и во обука на лицата кои ќе добијат вработување. Работодавачите сакаат квалификувана работна сила, а лицата во очекување на работа се подготвени да се обучат согласно работните позиции. Изминатиот период инвестираме на вистина многу во активните мерки и политики за вработување, кои што се надвор од проектот Македонија вработува и кои што како влада ги реализираме преку оперативниот план за активни мерки и политики за вработување, кои што се реализира секоја година од 2007 па наваму. Годишно за овие мерки инвестираме околу 10 милиони евра и овие мерки даваат значителни резултати. Поделени се на неколку видови и неколку категории. Значаен дел од самите мерки опфаќаат обуките. Во изминатиот период се трудиме максимум да дадеме за невработените лица да добијат обуки на реалните работни места. Во капацитетите на приватните компании кај работодавачите да се научат да работат на модерни, современи машини, на современа опрема, на современи технологии, да стекнат вештини кои што се побарувани на пазарот на труд. До сега повеќе од 22 компании се вклучија во ваквата соработка во смисла да сертифицираат и да регистрираат програма за обука на невработени лица. Формиравме неколку работни групи кои што интензивно прават комуникации со приватниот сектор со цел да го зголемиме бројот на регистрирани програми, бидејќи се бара соодветна процедура и овие мерки даваат резултат. Покрај обуките кај приватните работодавачи, имаме и низа на други обуки за општи вештини, за познавање на странски јазик, за познавање на компјутери, за напредни IT вештини, кај работодавачите мерката за практиканство која што е насочена за оние помладите кои што само се на студии или пак само што завршуваат со своето образование за да се стекнат со практична обука на работното место кај работодавачите
меѓутоа и голем дел од оние невработени лица кои што ќе се вклучат во обуките, кои што ќе ги поминат обуките, побрзо доаѓаат до работното место, бидејќи приватниот сектор и работодавачите имаат потреба од обучени луѓе кога ќе ги земат на обука или кога ќе искористат некои од мерките за обука, имаат можност да се запознаат со овие лица, да видат кои се вредни, да видат кои сакаат да научат и оние кои што ќе се обучат веќе најчесто остануваат на работното место и се стекнуваат со свое вработување, а пак за сметка на тоа приватните компании можат да ги искористат и поволностите од проектот за кој што досега зборувавме, односно проектот Македонија вработува и да не платат придонеси во одреден временски период за овие лица кои што ги задржат на работа. Отворањето на нови работни места е врвен приоритет за македонската влада. Воедно министрите остваруваат низа проекти наменети за младите. Овие заложби беа споени во единствена цел со сите сили да се помогне да се вработуваат млади лица. Во март 2014 година воведовме на значајна мерка која што подоцна влијаеше да се развие и проектот Македонија вработува, односно воведовме мерката за стимулирање на компаниите да вработуваат млади луѓе до 29 години со оглед на фактот дека и невработеноста е највисока кај младите луѓе. Мерката која што ја воведовме е системска и трае 2 години, односно до март 2016. Предвидува ослободување од плаќање на придонеси од 1 година, исто така ослободување од плаќање на персонален данок. Тоа е ослободување од 37% од просечната бруто плата во период од 12 месеци со обврска за приватните компании да ги задржат младите луѓе на работа дополнителни 12 месеци. Од месец во месец оваа мерка почна да дава одлични резултати. Само до крајот на 2014 година се отворија над 5700 вработувања. Исто така, заклучно со денешниот ден се отворени преку оваа мерка 9500 работни места, односно 9500 млади луѓе само со помош на оваа мерка успеа побрзо, полесно да стигнат до своето работно место и да се вработат, да создадат услови да се осамостојат, да редовно достваруваат приходи, да имаат поквалитетен живот. Оваа мерка е дел од проектот Македонија вработува и понатаму продолжува да вродува со резултати и да има значително учество во самиот број на отворени работни места во нашата држава, особено кај младите луѓе. Очекувам до 2016 март месец да создаде уште неколку илјади ново отворени работни места и со тоа да помогне во голема мера на младите во нашата држава, меѓутоа исто така и во оперативниот план на годишно ниво кој што го реализираме, односно во оние околу 10 милиони евра што ги инвестираме за активни мерки и политики за вработување, очекуваме офатот на млади луѓе да биде над 20, над 25% и нашата цел е да стигнеме до 30% од искористените мерки, обуки и програми да бидат млади луѓе, така да со особен фокус работиме на создавање на значително повеќе можности за младите луѓе во Република Македонија. Мерката за која говоревме, а со која жените ќе имаат поголема сигурност кога ќе отидат на породилно отсуство, но и вработените како нивна замена, не е единствена во оваа насока, водејќи се од грижата за идните мајки. Изминатиот период, односно изминатите неколку месеци го зголемивме породилното отсуство за мајките кои што ќе родат 2 или повеќе деца одеднаш, односно близнаци, тројка, четворка или повеќе деца. Досега, односно до средината на оваа година беше 12 месеци платеното породилно отсуство, сега изнесува 15 месеци. Исто така, минатата година воведовме и неплатено родителско отсуство за мајките до 3 месеци со можност за мајката да го искористи ова неплатено родителско отсуство до 3 годишна возраст на детето и понатаму продолжуваме да работиме на соодветни анализи со кои што ќе влијаеме на поттикнување на вработувањето на жените во приватните компании, меѓутоа и на поддршка на мајките во
нашата држава. Секако тука и надоместокот за третото дете кој што го остваруваат огромен број на родители од година во година, бројот на приматели на овој родителски надоместок од 8.000 денари месечно се зголемува и со низа мерки влијаеме на поттикнување на наталитетот во нашата држава и позитивен демографски раст. Со низа проекти и мерки владата цели кон грижа за невработените, да се отворат нови работни места, но и да се задржат позициите на мајките кои ќе заминат на 9-месечно породилно отсуство, на кои им се исплаќа 100% од платата која ја земале од фирмата каде работат.